Одма се појави вокалот. Вака, мора да признаеме, со особена чест, па не сме го виделе сигурно ние вака одблиску секако службено патување, меѓутоа тоа е минус ако не сме се виделе приватно. Не сме се виделе, меѓутоа минусот сигурно ќе ни пише бидејќи не му поидовме на караоке, а само ветувавме, меѓутоа еве конечно тетате вака одблиску ќе дадеме јавно дека следен викенд ќе се лосираме на ова караоке, меѓутоа денес за друга работа сме. Прво добро ни дојде Огнен. Огичу. Таман се наместив, добре ве најдов. Марко и Цесе, таман се наместив да се сокријам дека сум се здебелил малку во Како Скопје и Њујорк? Да ти кажам искрено, доаѓам на кај Телма, треба, значи доцнам, требаше да дојдам порано. Читате вестници, не си. Да, ако, убаво. Се надевам стима нешто да читате. Едноставно ми е неверојатно дека треба човек да патува во Скопје со 800.000 жители и Њујорк кој што има околу 13-14, да патуваш исто време, па дури овде и за пократка релација. Значи, еден час идам до Телма од аеродром. Тоа се случува, да. Неверојатно. Ти си како македонска Кери Брешо во Њујорк по улиците, меѓутоа нели? Да, само што овде такси не ти застанува туку така. Да, немаме иста стана. Малку сум покрупен до душа. Гледај, сигурно ти годело твоето патување во Њујорк. Не се гледа? Убаво изгледаш, свежо изгледаш и со импресии трекаме да ги споделиме, затоа и со Цеце многу често знаеме да споменеме дека како колеги треба да се дадеме поддршка. Прво во случајов знаеш дека како пријатели, меѓутоа и како колеги ти ги дадеме пред се како пријатели. Ви благодарам за тоа. Да, јас серва чекам Огнен да раскажеме приказната за во Њујорк. Пред колку време се врати? Се вратив точно во Македонија во Скопје се вратив на 7, во Македонија на 6. Ама од аеродром директно во Прилеп. Така, прво кај своите, се знае. Па да се видат моите, да. 36-то поред, јас морам да го прочитам, не можам да го изговорам. И јас не го памтам, прочитај го, молим те. Меморијална новинарска здружена Рехам Алфара од 2016 на Обединети нации. Во 36 години на целото ова случување, за прв пат представник од Македонија. Прво, како се случи да бидеш ти дел од целиот овој настан? Мене луѓето не ми веруваат кога ќе им кажам дека треба да читаат огласни табли, особено на работа, или воопшто да бараат огласи. А од користе кога ќе видиш? Да. Значи, кај нас главниот и тогашниот главен одговорен уредник Сејат Ризвановиќ го добил на мејл, го ставил на огласна табла на работа никој не чита, освен јас. Ние мислиме само за неубави работи таа огласна табла. Добро, најчесто казните се на огласната табла, затоа никој не ги чита. И на секое поменување само гледам дали има некој конкурс или нешто слично. Го здогледав огласот, си се пријавив. Првичниот рок за пријавување беше, ми се чини, последниот ден од февруари. Јас го видов огласот ден пред тоа. И имаше толку обемна документација, толкава бирократска процедура, што беше невозможно реално да го стигнам рокот. Го задоцни? Не. Го продолжија рокот од Обединети нации. Да, и реков, ај во секој случај ќе отворам да видам барем за другата година да знам да се пријавам. И гледам дека рокот бил продолжен до 7 март. Абе не е секогаш Марфи присутен, јас ставивам. Не е секогаш за лошо Марфи присутен. За лошо, така е, апропо. Добро, на цел живот доцнам, така што не е проблем и гледачите ме знаат дека си ги доцнам и емисиите сам. Оправдано, јас некојаш велам како постигнуваш, ја викам да си ти лидер на некоја си кај нас установа, не е важно, мислам дека би било многу добри работите, сум ти го кажал тоа и лично. Да, бидејќи си дека работат после 11. Работно време нема да почнува во 8 за бајле. Јас некојаш и приватно кога ќе те прашам како постигнуваш прочем на таа агенда да стигнеш секаде, да бидеш пред се хуман со сите, да им подадеш рака на сите македонци, да стигнеш во секакви селски дили и градови по голема Македонија. Секоја чест и успе сепак да отидеш во The Big Apple. Да, и во големото јаболко стигнав. Потоа следува интервјуа телефонски, скајп по пријавувањето, кога веќе влегувате во потесен круг на избор. Кажи ми, колку имаше пријавено конкуренција? Мислам, значи имаше вака, Обединетите нации, организацијата има 193 земји членки, од нив секој пријавува свој кандидат или секој си се пријавува од секоја држава. За тоа што но на крајот бираат 15. Да, веројатно има по минимум еден. Знам дека од Македонија биле двајца пријавени. Да. Јас и но ние не се бориме во склопот на нашата земја. Се бориме во поделба на групи
на земјите и оваа година има 7 групи практично. Извини, те гледаме во оваа прекрасна идила. Бареме едно ретроспективно, вака фотографско илустративно издание за гледачите. Да, јас па уште се загрижив. Да знаеш дека за оваа нема слика толку сум ти фотографија. бил љубоморен, секако позитивна конотација бидејќи знаеш дека не личам на човек на сликата, дека сум уморен малку. Бидејќи толку Бионсе имаше свој настап токму на таа сцена. Па добро, јас го слушав Леонардо Ди Каприо, говор држеше, да. А и токму на таа сцена беше една од најголемите символи и така што Многу импресии има Огнен, може ли накусот да ги споделиме, бидејќи доцнеше? Да, многу. А и ограничени сме со време. Фотографија, одлично. Да, ова да ви кажам, искрено ми се сите колеги кои што ги гледате, бевме од 15 различни земји. Ова е веќе завршниот дел со сертификатите. Мислам селфите со Бан Ки Мун дали го видовме, ама сигурно и тоа е симнато. Да, може да и помина така. Значи имав колеги, јас бев единствен од Европа кој што беше одбран. Браво, да. Ова не знаев искрено. Да, ова е со Бан Ки Мун официјалната фотографија. Најблиску до мене беше Султанатот на Оман и веќе другото е од Африка, од Азија, од Латинска Америка, од Јужна Америка и слично. Доброто е што останувам доживотен после ова, останувам доживотен соработник или тоа бидејќи UN Fellow малку е терсене за преведување на нашки, пријател, другар, да, сродна душа, soulmate, нешто, ајде вака ќе ги ставиме сите тие. Ајде да речем. Не сум баш сродна душа бидејќи најмногу се карав, со оглед на тоа дека и затоа можеби третиот ден од како почна програмата и ме одбраа за тим лидер. И од сите земји практично останатите колеги ме одбраа за тим лидер, иако генерацијски бевме тука некаде сите. Морам да ви кажам дека Бан Ки Мун е каков човек? Јас имав чувство дека некој е ниско човече, но нема врска, значи човекот е бидејќи според стереотипите што ги имаме да речеме за луѓето од Азија дека се ниски, не. Значи човекот е и висок и многу нормален, многу разговорлив, многу пристоен. Имавме состаноци со сите оние кои што се задолжени на функции во Обединетите нации. Одлично. И сега она што со Цеца истражувавме секако по социјалните мрежи, те следевме изминатиот период. И да се пријавите. Да се пријавиме? Да. Да ја провериме гласнава табла кај нас, а? Јас ќе ви бидам гласна табла сега. Она што навистина знаеш што посебен пиетет кон твојата работа, меѓутоа импонира тоа што навистина дека си ги посетил оние големи изложби. Прво дружењето и таа корелација која што направи со останатиот дел од светот. Знаеш како, чувството кога одеднаш сиот оној свет кој што го гледаш преку Холивуд и слично, да речеме, бидејќи така се погоди годинава, го гледаш на 30 на метри од тебе Леонардо Ди Каприо, Майкл Даглас, Бен Стилер, Стиви Вондер. Нормално. Едноставно големината нивна која што ја чувствуваме поради Холивуд и поради целиот сензационализам кој што го јавуваат. Па и пресијата која што некако таа големина, во зависност од тоа колку ги сакате луѓето или не, некако таа големина се намалува, ама не е големината на неговата работа, туку големината на човекот. Ви станува понормален бидејќи сте го виделе во живо, сте пришле, сте се запознале и слично. И тоа некако ви ја менува перцепцијата на светот дека ние и не сме така, значи загреота и далеку од целата приказна, дека сепак и ние имаме можност да стигнеме некаде и да бидеме дел од светски случувања. И да седнете, да речеме, во Генералното собрание во салата и да ги слушате сите тие шефови на држави. Мислам, особено кога го слушав председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, во истата програма со него беа уште 20 други кои што држеа говори, сите ги слушав до еден. И одеднаш сваќате дека можеби за вас, да речеме, еден председател на држава е преголем, бидејќи има силно влијание во светот, но таму сите се едни, сите се исти. Истиот третман го имаат. Медиокритети, тоа заборавен збор, така? Не. Мислам, видете, во Њујорк дискриминација постои сериозна, особено кон црната раса, особено кон црната раса, тоа што се прокламира преку телевизии, тоа и посебни гета и со качења каде што тоа и не е така, се обидуваат да ги истиснуваат гетата полека со купување на имотите, ама без разлика целиот тој диверзитет едноставно ви го менува животот.
Бевте сите групно, ако не се лажам, и Associated Press посетивте. Бевме во Associated Press, Со кого таму разговаравте? Бевме со главниот одговорен уредник што е за проширување на Associated Press разговаравме. Целата оваа програма е всушност новинарска програма, Да, новинарска. Каква порака излече од сето ова случување? Значи многу важни именентни имиња од областа на разни полиња во светот. Политичкиот, генерално. Успеавте да се видите, да поразговарате, да размените ставови, мислења, една генерална порака која што тие излече, а и сите останати 14 членови на школата годинава. Генерално пораката е, јас постојано го поставував прашањето на сите тие со кои што се сретнав, а се сретнав со преку 50 луѓе на функција во Обединетите нации. И стално им поставува прашање зошто вие мислите дека се уште е потребни, дека се потребни Обединетите нации дури и после 70 години. Кога младите не ве знаат, немаат идеја што се случува, освен Бан Ки Мун никој друг не знаеме, и тие велат после 70 години ние сме почнале да работиме така што сме успеале да не го заморуваме толку многу светот, а сепак да помагаме во решавање на одредени работи. Да, тие имаат, да речеме, одредени моменти на криза каде што не успеале да помогнат толку многу како што требало, како што е случајот со Сирија, но на пример многу од тие конфликти би биле многу поразлични и многу потешки доколку не постоја Обединетите нации. Главната порака е дека всушност секој може да даде од својата професија онолку колку што мисли дека треба да даде, а особено ние новинарите сме значајни за споделување на целата идеја зошто постои, да речеме, Организацијата на Обединетите нации, но и ќе ги тргнеме он на страна. Многу е важно да споделиме дека нашата професија има огромно влијание во менување на светот. Важна елка, ќе се сложам сосема. И доколку не работиме во таа насока, светот не можеме да го промениме. Никој не може без новинарите и тоа е тоа. Сега уште едно прашање. Заеднички го одбележавте денот на мирот. Како е генерално, да речеме, ставот кој беа дел, пример, впрочем, од самата програма луѓето? Како реагира? Јас искрено да ви кажам, претходно никогаш не сум знаел, можеби да сум прочитал на самиот ден кога имало времеплов, да речеме, па сум слушнал. Јас знаеш како ве замислував, извини, како оние на Мис на светот, сите кога проповедаат мир во светот, мир во светот, така ве замислував дека зборувате за мирот. Говорите и беа такви. Да, за мир во светот, да, и слично. Како да се биреше на централната. Интересно е таму што, на пример, на одбележувањето во Јапонската градина, во склоп на седиштето на Обединетите нации помеѓу зградата на Генералното собрание и онаа висока зграда што сите ја знаеме, тоа е зградата на секретаријатот, каде што на последниот кат е Бан Ки Мун, многу бав поглед има. Да, бидејќи излегува и на река и на градот. Падне пакуваш во куфер. И во Јапонската градина има мировно ѕвоно. Мировното ѕвоно има многу интересна приказна, бидејќи тоа е од уметник од Јапонија, од кој што сакал да даде некаков придонес кон Обединетите нации, и за да го направи тоа, одлучил дека како скулптор може да направи само ѕвоно, но тоа е огромно. И има цела приказна како тоа ѕвоно стигнало во Обединетите нации. Неговата ќерка има напишано книга, имаше и промоција на книгата дека бевме ние таму. И практично со отчукувањето на ձвоното, така се одбележува денот на мирот, демек да зазвучи кон сите потребата за мир. И сите земји членки на Обединетите нации има, значи, машко или девојче кое што го носеше знамето на одредена држава и можеби од една страна стереотипно, но од друга страна многу убаво беше што ги бирале по она како што изгледаат од земјата. Да речеме, девојчето кое што го носеше нашето знаме, многу личеше на македонка, иако беше американка, значи немаше ништо со Македонија, но по физиономија беше баш како македонка, ма баш она како што се има од порано впечатокот, знаете, порусоко са малку, да, руменка во образите, да, и слично. Баш тоа и беше помеѓу првите и тука, нели, Гордост, убаво. Да, како паунце. Супер, Викам, мене ли го знамето? Супер, јас само накратко дигресија на ова твое патување и овој муавет. Што ќе те остави како впечаток во однос на, да речеме, оној по факултативен момент кој што го доживеа, еве споминавме изложби Се виде со еден куп пријатели, така? Да, се видов со еден куп луѓе. Да, се видов со еден куп луѓе многу блиски, што, значи, си ја видов и другарката која што детство
сме биле заедно, но е одселена во Канада, во Ванкувер, за да се видиме морав да летам 6 часа од Њу Йорк до Сиетл. Тоа е не ти представуваше проблем. Не, добро, за авиони нема проблем. Сега стоматологот мој знае сиот проблем што ми се јави со зъбите поради 11 лета во 4 недели. Каков проблем може да се јави? Е па огромни притисоци кои па добро ако страдате од почетна пародонтопатија, голема Значи оралното заболување има тесна улога со летањето. Има бидејќи сите можни синусни канали кои што ви се во организмот сега да се префрлиме на Ајде вака, може да закажеме телна амбуланта со тебе. Те Маријас. Да, реагираат многу на притисоци бидејќи летате на 13.000 метри височина во минус 64 степени температура надворешна, така што представува проблем. Мора да пукне. Значи Канада ја посети, тоа е. Не, Канада не стигнав бидејќи малку сум смотан, не извадов виза, иако немаше да биде проблем бидејќи веќе имам 2 американски, но не извадов виза за Канада, па мора тие да дојдат во Сиетл, но луѓе Сиетл ми е дефинитивно на прво место како град. Знаеме сигурно по што? По се. Инфраструктура, луѓе, инфраструктурно и луѓето е смиреноста, духот, има европски пазар таму, мислам нормално таму се чувствуваш однака на љубаво, но и воздухот, чистотата, зеленилото. Нема PM10 честици. Не. За жал за нив нема. Одлично. Многу убаво. Одлично. Како ќе се надградиш во новинарството со оглед на тоа што веќе си ја имаш на пример во твоето CV оваа школа? Така ќе завршиме денес. Да, значи уште пред да заминам, амбасадорката на Обединетите нации која што е во Македонија, Луиза Винтон, ми рече не си ни самиот свесен колку е престижен работниот престој. Да, имам проблем со преводот на fellowship. Колку е престижен работниот престој кој што ќе го имаш. Понатаму надградувањето е во тоа што секогаш кога во иднина ќе ми треба нешто поврзано со Обединетите нации или мене или на мојот медиум каде што ќе работам. Работници, пријатели, птен, ќе може практично да, значи многу полесно ќе стигнам до каква и да е информација, до закажување интервјуа или до што и да е потребно, за разлика од оние сите кои што не се дел од тие 560 луѓе кои се дел од изминатите 36 години. Со фактот дека јас сум единствен кој што бил од Македонија, Грција, Србија и Црна Гора и да, од тие 4 држави, регионално само тие 4 држави немале свој представник, сега Македонија веќе спаѓа во тие што имаат, останатите 3 Србија, Црна Гора и Грција се уште што немале. Да, мислам дека со имаме зип. Одлично. Тоа е надградување. Ајде сега вака да ги погледаме фотографиите пред 5-6 години кога бевме ние на одмор. Мала шега. Мала шега беше. И го гледам ликот на Цеца вака, интересно изгледате, ова сигурно ќе иде. Имаш мобилен со селфи со Банки Мун праеше, мислав едно со нас да направиш. Мобилниот си го остави фонде да ти кажам искрено, ама имаше ве ти мобилен. Тој на Марко е најстамо со кодовија. Е вака, јас се надевам дека во некоја следна прилика веднаш. Да, само да докажам, мислам, мора да завршам ова мисла. Сакам да споменам, сега ми одземе мислата. Ако има некогаш нешто, на одмор, да, тоа беше спомени, да, дефинитивно. Да, но тоа ќе си раскажуваме кога ќе заврши емисијава. Зашто не нека направиме рубрика како поминавме на летниот распуст со нашите колеги? Не. Деструктивно, не. Сакам да споменам, навистина ми е чест со твоето CV се полни само со убави датуми, со убави настани, со сработници, нешто што ќе биде пример за новинарството како фейл во Македонија. Да дадеме пример дека постојат луѓе како тебе, ќе си заплачеме. И навистина сакам многу почесто да ти имаме за да ги раскажуваме овие убави моменти. Има што да раскажуваш, кај тебе има биографија. Да, затоа Цеца од старт кажа, доцнеше, немаме многу време, бидејќи знае дека знам да зборувам многу. Многу ви се заблагодарувам, искрено ви кажувам. Ако имаме некаква си институција кај нас, некакво залагање да ние доделуваме некаква си Нобелова награда, впрочем како што ја доби впрочем и Боб Дилан, тоа јас во случај би ти го дарил. Рано е, стар сум, ти сакаш да ме испратиш од сценава со време. Да, ние ќе се сликнеме, а во продолжение музика, дали ќе биде Сија или ќе биде Боб Дилан, ќе оставиме на режијата. Боб Дилан, така нешто слушаме. Уживајте.